За нас патот продолжи кон Осоговските планини. На потегот од Пробиштип до Кратово геологијата е многу разновидна и претежно опфаќа вулкански карпи. Позначени форми во оваа област се вулканскиот конус и кратер во атарот на селото Лесново. Иако лавата се изладила пред милиони години, се уште може да се забележат вулканските купи. Поради големата вулканска активност во минатото се создале рудни богатства на олово, цинк и бакар, како и различни неметали, чии резерви изнесуваат околу 10 милиони тони. Се смета дека оваа бројка е поголема, бидејќи областа не е доволно истражена. И покрај долгата традиција во рударството, некои рудници повеќе не работат, но може да се користат како музеи, за да се укаже на важноста на рудните минерали. Осоговскиот масив на планини е прогласен и за значајно подрачје за птици, а регистрирани се околу 1000 видови растенија, од кои 18 се специфични само за Осогово. Заради ваквите геолошки и природни специфики, постои иницијатива ова област да се заштити од УНЕСКО како Геопарк Лесново. Од Центарот за развој на Источниот плански регион, кој е еден од иницијаторите, велат дека ако геолошкото наследство се заштити, а природните ресурси се користат на одржлив начин, тоа ќе ја подобри економската благосостојба на жителите. Геопаркот не значи строга заштита и никој ништо не може да работи. Обратно, целта ни е да го заштитиме природното богатство овде и да овозможиме подигање на стандардот на луѓето, односно населението. Бидејќи со номинирањето на Лесново како геопарк, фактички се обезбедува брендирање на секој производ кој што местното население го произведува во оваа област. Целта ни е да се развие руралниот туризам, да се подигне животниот стандард на луѓето кои што се бават со таа проблематика и автоматски со тоа да имаме едно одржливо управување на се она што го поседува геопарк. Моментално туристите не сакат да посетуваат урбани џунгли. Тие се ориентираат кон нешто недопрено, некое природно богатство, а за среќа наша, источниот регион, па и Лесново располага со такво богатство кое што дефинитивно треба да го искористиме. Но идниот Геопарк Лесново може да стане препознатливо туристичко место и заради културното наследство. Во дворот на Лесновскиот манастир се наоѓа црна дудинка, која е стара 6 века и е прогласена за природна реткост. Црквата пак е изградена во 11 век. Верниците се поклонуваат пред моштите на Гаврил Светогорец, кој минатата година беше прогласен за светец. Тој аскетски живеел во пештерите, во близина на манастирот. Исто како неговиот истоименик пред 1000 години, Свети Гаврил Лесновски. Манастирот, накратко според житието на Свети Гаврил, го основал во 11 век. Светиот Гаврил Лесновски во 14 век е возобновен од Јован Оливер Деспот и манастирот уште од почетокот бил голем духовен центар. Тука постоела една од најголемите и препишувачки школи и книжевни центри после Охридскиот на Свети Климент Охридски. За македонската традиција во Лесново се грижат и Зоран и Весна Петрови. Тие преку 10 години одржуваат куќи во селото и со домашна храна од нивната бавча ги гостат странските туристи. Задоволни ли се од вкусот на нашата кујна? Воодушевени се, воодушевени. Германските дечиња што ми беа гости, томато, тие јадат сигурно, или јајца, чуваме кокошки мали, мал број на кокошки, ама наши се. 20 јајца во неделата и тоа, од кокошарникот во тавата. Геопаркот е убава идеја, вулканот наш Лесново е многу убаво сочуван, тука е нели плюс манастирот како бренд. Значи се осему Лесново има многу убав пакет да се спакува и да се продаде. Што недостасува? Па имаме ние некој кадар обучени и школувани тука како еве нашите деца што ги нели завршија некои рурални туризми, али треба да се направат проекти.
тука треба и да се аплицира. Во Македонија има 86 заштитени подрачја кои опфаќаат речиси 9% од територијата на земјата. Тој е далеку помалку од процентот во државите во Европската Унија, во кој во просек околу 15% од територијата е заштитени подрачја. Покрај заштитата на биолошката разновидност, од заштитените подрачја корист може да имаат и туризмот, фармацијата, медицината, текстилната, па дури и филмската индустрија, што би ја намалило невработеноста. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека општините се уште не умеат да заработуваат од потенцијалите на заштитените подрачја. Меѓутоа и признаваат дека локалните заедници добиваат пари за одржување и управување, главно од меѓународни организации, наместо од државниот буџет. Министерството за животна средина не било досега во првата половина на приоритетите во било која влада. Гледам позитивни поместувања, но далеку сме од конечното, што е добро. Навистина сакам да бидам искрен и отворен кон сите. Ме радува почетокот на преговорите, бидејќи поглавието на животна средина, одговорно тврдам и со земјоделие, ќе бидат најтешките, во кои што ќе треба многу средства да се вложат за да се постигнат стандардите. Ниското ниво на спроведување на националните легислативи за просторно планирање се опасни за заштитените подрачја, исто колку и прекумерната употреба на природните ресурси и загадувањето. Со незаштитени подрачја или нивно лошо управување се зголемува можноста за природни катастрофи, а со тоа и трошењето на многу пари за одштета и репарација. Па наместо се подобрува перспективата за жителите во заштитените подрачја, се загрозува и биолошката разновидност и економијата на државата.